На 26 октомври во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев ја реализира јавната дебата со граѓаните на тема 2 години од работењето, состојби, предизвици, планови и граѓански предлози за проекти, која представува отчет за сработеното во 24-месечниот период. Низ формите на кратки презентации за сработеното, присутните директно се запознаа со реализираните проекти и инвестиции. Потоа градоначалникот Илиев образложи во какви услови работеле тој и општината во тесна соработка со централната власт. Благодарејќи на транспарентното и отчетно работење, како што слушнавте, уже во првата година успеавме со редуцирање на непродуктивните трошоци, она што беше долг на основниот буџет за релативно кратко време да биде минато за општина Кочани и Кочани да биде ликвидна општина, што значи и дека и 2018 година ја завршивме со поголема реализација во инфраструктурните проекти со исти парични средства кои што ги имавме на располагање. Во планирањето, во буџетот во 2019 година влеговме многу похрабро и многу пооптимистички, што значи првично го зголемивме буџетот, основниот буџет за капитални инвестиции на 76 милиона денара. Денеска или на крајот на идната недела, кога што е и предвиден совет, ќе побараме од нашите советници да ни дадат одобрение за ребаланс, каде што ќе одиме на близу 100 милиона, значи 95 милиона денари ќе биде реализацијата на капиталните инвестиции. По воведната презентација следуваа прашање на граѓани од јавен интерес, од локално значење, од надлежностите на единицата на локалната самоуправа и други теми. Улицата која излегува од Балканукс према Стоковната куќа, сметам дека треба да остане само една улица сервисна, каде би поминувале само возилата, а не да се паркираат. Затоа што сметам дека таму е општ хаос. Ние широко ги отворивме вратите за сите оние добронамерници кои имат намера да дадат допринос во развојот на општината и дека секоја идеја е добродојдена. Зборувавме за менталитетот. Ние можеме веднаш да дислоцираме и да направиме негде на друга страна, меѓутоа верувајте ми, никој од нас нема да појде да паркира, да речеме, да споменеме кај судот, за да оди во централното градско подрачје. И се додека не го смениме тој наш пристап и начин на размислување, веројатно спаси единствено катна гаража во централното градско подрачје. Во поентата на одговорите на градоначалникот провејуваа пораки да се смени свеста кај граѓаните од аспект на поголема одговорност и грижа за се што представува општествен имот и добро, и дека всушност тие се тие што треба да му помогнат да се реализираат големите исчекори во конкретните средини и во општината во целост. На дебатата не присуствуваа советници од опозицијата.